Почитувани, добар ден. Пред нас е нова работна недела, а во ова издание на Црвена линија и нова тема. Во Македонија проблемот со затворените базени е хроничен. Од 14 април мора да признаеме дека навистина се соочуваме со проблеми од типот каде што нашите пред се репрезентативци, но и луѓето кои што сакаат да се рекреираат, апсолутно немаат простор каде. Од 14 започнати објекти, функционални се само 2, останатите се оставени недовршени. Охридскиот базен, например, се гради со години и се очекува да биде готов дури до 2026 година. Недостатокот на базени значи дека децата немаат каде да научат да пливаат, да се рекреираат и да се развиваат физички и ментално. Пливањето е една од најздравите активности. Го подобрува кардиоваскуларното здравје, потоа исто така го намалува стресот и го зголемува расположението. Истражувањата покажуваат дека децата кои пливаат од рана возраст побрзо развиваат моторни и когнитивни способности, за разлика од оние кои што не се занимаваат со пливање. Истражувањата исто така покажуваат дека возрастните што редовно пливаат живеат подолго и поздраво. И идеално би било кога секој училиште би имало или барем секоја општина базен кој што е затворен, со оглед на тоа што ќе може како таков да се користи во текот на целата година. Во многу земји тоа е стандард. Ќе потсетиме дека во Словенија сите основци учат пливање, а во Шведска не може да се заврши основното образование без таа вештина. Пливањето не е луксус, туку основна животна и безбедносна вештина, особено во земја со многу езера и реки. Освен тоа, базените се клучни за рехабилитација на повредени пациенти со ортопедски, ревматски и невролошки заболувања. Хидротерапијата е дел од секоја современа физиотерапија и овозможува побрзо и поефикасно закрепнување. Многу училишни базени кај нас се нефункционални, а нивното одржување е скапо и бара системска поддршка од државата и општините. Но ако сакаме здрава и активна младина, мора не само да ги поддржуваме базените што постојат, туку и да инвестираме во нови. Недостигот на базени е вечен проблем или приоритет за иднината. Во секоја општина треба да има барем еден функционален базен. Зошто се уште немаме? Ова се прашањата кои што денес Црвена линија ви ги поставува, а кога сме кај прашањата ќе ве потсетам секако дека треба да не заследите најнапред на Инстаграм и веднаш да го побарате профилот на Црвена линија, но и на профилот на Телма телевизија, да не заследите и активно веднаш да учествувате во денешната анкета, како и во секоја друга наредна. Денешната анкета гласи вака: би поддржале ли изградба на базен во вашето училиште или населба? Верувам дека ќе може и да покажеме, да видите како изгледа на Инстаграм стори кога ќе кликнете. Имате две опции за одговор. Едната е да или пак под Б, не, државата треба да гради. Кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор и секако резултатите ќе ги пресметаме во проценти и ќе ги соопштиме кон крајот на Црвена линија. Ке ни биде особено чест и задоволство и драго да ја креирате повторно оваа Црвена линија која што им припаѓа на граѓаните. Со вашето активно учество всушност во секој издание на Црвена линија, јавност има можност да ги чуе искуствата, размислувањата и ставовите токму на граѓаните. Денес, како што гледате, ќе го поставиме и анкетното прашање секако до секој од вас, односно дали би поддржале изградба на базен во вашето училиште или населба. А за учество активно во Црвена линија, ќе напоменам секогаш се врти телефонскиот број 02 307 005. И не заборавајте веднаш целосно да го намалите тонот на ТВ приемникот. Затоа што доколку не го сторите тоа, ќе имате чувство дека некој друг е вклучен, дека не сте воопшто вклучени и уште полошо ќе мислите дека некој друг зборува наместо вас, така да не ќе може да се слушнеме, а целта е да ги искористиме правилно оние 90 секунди кои што се предвидени за едно јавување. Значи, секој од вас еве може да ни се јави и да ни каже кога станува збор за имањето на базените, бидејќи мора да признаеме дека низ државата има базени кои што се и отворени, но секако се во исклучително лоша состојба. Ретко можеме да
потврдиме дека низ земјава во секое едно населено место навистина граѓаните имаат можност да ги користат бенефитите од пливањето, а меѓу другото се разбира и да бидеме и поздрави и посрекни, но и да им се овозможи на децата да ги стекнат оние знаења кои што секако се неминовност во текот на нивното живење, како што се возење велосипед, така и пливањето. Ајде да видиме, еве, да ни споделите што се вели од прва рака, од таму каде што се јавувате, како всушност вашите сограѓани, дали користите базен, дали е периодот кога се отвараат базени во моментот, со какви базени располага вашето место, така да навистина ќе ми биде исклучително драго да еве јавноста информираме каква е реалната слика. Кога зборуваме и за учество во црвена линија, ќе напоменам дека за оние кои што нема да успеат да се вклучат во живо на 023 07 005, не заборавајте секако дека можете да имате активно учество и на Facebook. Тоа значи да го заследите најнапред нашиот профил Црвена линија, како и профилот на Телма телевизија, бидејќи и темите паралелно ги објавуваме на двата профила, а ги читаме коментарите измеѓу вклучувањата во живо. Значи, ако сте подготвени вие, секако и ние, па да ве слушнеме кога станува збор за употребата, користењето, имањето или немањето базени во 21 век, каква е состојбата се разбира во земјава. Па, ајде да видиме кого ќе слушнаме прв на 023070005. Само ве молам, намалете го тонот на ТВ приемникот и внимавајте на оние 90 секунди. Добар ден. Добар ден. Господине Роме, кај вас има ли базеневе кои што го користат граѓаните? Видите, јас сум во близина на Струга, во едно село Бичево. И од Струга до Бичево 7,5 километри има. И таму одеме на пливање. Јас кога млад, од мостот скокав на Дриман, долу. И пливав. И имаше и базени. Во хотелот Дрим имаше и базен. А тука е езерото. И си пливавме сите. Како млад. А во училишето ќе ше работав ја, зашто беа во планина, таму немаше. Зашто важди присојани и тие села, знаеш, планински села. Кога бев учител ја, таму. А како млад ги носев и децата, и одеше на пливање, и вежбавне сите работи. И базени имаше, ти кажав, и во хотел Дрим, и во Охрид имаше базени. Зашто Охрид ја учев учителка. И таму имаше базен. А сега слабо се користат базените. Малку се расипа народа сега. Само гледат по мобилните. Ништо друго. И поздрав од Роме од Бичево. Поздрав, благодарам многу еве што споделивте. Некако се добива впечаток дека некогаш, ако се навратиме на времето, ќе видиме дека многу повеќе нешта функционирале отколку што сме сведоци денес. Но како и да е, реалноста е еве конкретно што е последно што се случуваше, особено е погубно за оние кои што навистина се трудат да бидат најдобри, да станат дел нели и гордост на оваа земја и како репрезентативци, особено на младина која што е неопходност и спортистите, пливачите да редовно можат да го користат базенот со цел нели да постигнуваат резултати со кои што токму нашата земја ќе биде горда. И она што се случи на 24 април беше всушност проблемот со покривот на затворениот базен Карпош во главниот град. Всушност лоша реконструкција на покривот го затвори базенот Карпош, беше најавена санација, но се уште базенот Карпош е во функција, помина поприлично време. Да ве слушаме, добар ден. Поштовање, госпожа Тина. Драго ни е што ве имаме во Црвена линија. Па еве, кога сме кај базените... Ќе ви кажам се, дозволете. Да издржим ова долго топло лето, сигурно постарите се сеќаваат на таа серија пред 45 години. Значи, кога ќе кажеме за Југославија, критикуваат. Кога ќе спомнеме Словенија, пак ме критикуваат.
Па не случајно Тито ги градеше тие мини езерца, тие базенти. Со ова влада, со овие влади, овие 35 години, све уништија. Ке се уништат и реките и тие езера што ни преостанаа 2-3 години. Јас живеев во аеродром, од аеродром одев на езерото што се пушти 77-78 година. Дозволија еден беџети да го сотри. Се уништи базентот, се уништија сите базенти. И сакаме ние младина споредба ќе правиме со Шведска, ќе правиме споредба со Словенија. Ние уште 100 години нема да стигнеме со овие влади недомакински. Децата ќе заборават да одат, не да пливаат, недомакини, да имаше домакински влади, да имаше овие 35 години, да не се крадеше, и базенти ќе имаве, и рекреација ќе имавне, езерото не да одиме Охрид или кај било. Затоа пак ќе речем, недомакини луѓе овие 30 години. Затоа вакви теми ќе ставате и болни. Благодарам за јавувањето, секако и за споделеното. Ке подсетам, имајте во предвид секако да го контролирате времето, кое што е 90 секунди. Бидете активни на социјалните медиуми. Ќе ни биде особено драго да бидете дел од оние кои што не следат на Инстаграм, така да слободно ќе укажеме дека анкетата изгледа вака. Заследете го профилот на Црвена линија и профилот на Телма телевизија. Прашањето е: би поддржале ли изградба на базен во вашето училиште или населба? Две опции за одговор. Да, не, државата треба да гради. Одговарајте, кликајте, секако прашањето ќе го представиме и ќе го поставиме и во живо за гледачите. Добар ден. Добро. Еве, она што денес Црвена линија од вас бара, навистина ќе ни биде драго. Ајде да слушаме, бидејќи навистина сме изложени на топлотни бранови, кои што рано започнаа, топло време. Летото едноставно е време кога навистина секој од нас сака да си има одечка, но и да се рекреира. И кога сме кај пливањето, и самите знаете, дури и од медицински аспект се препорачува како начин спортување кое што не е тешко, не е инвазивно, но може многу да донесе бенефити при рехабилитација, а да не зборуваме како име на оние кои што треба секојдневно да тренираат, односно базенот им е нивен простор каде што се надпреваруваат, тренираат секојдневно, се со цел, се разбира, да постигнуваат резултати и да ја представуваат државата на еминентни пливачки надпревари. Таленти имаме, желба има за користење на базени, тоа е повеќе од јасно, но оно што е повеќе од јасно е дека немаме базени. Ајде да слушаме што ќе кажете и навистина од каде да се јавувате, дајте да слушаме како е кога станува збор со користењето и имањето или немањето базен. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Па, искрено, гледајќи од сегашен аспект, може би не достигаат базени. Некако народот ни стана доста мрзелив, па не мрзи да претрчаме или опешачиме можда километар и пол, два до некоја поблиска река, не дека немаме реки. Ако гледам од аспект кога јас бев дете пред некои добри 50 години, се сеќавам дека истрчував на 10 години километар и пол до 2, сега истрчував, можеби, дел го излезував и пеш, од моето место до Црна река, и таму буквално од кај 10 сатот на Сабајле, па се до пред заоѓање на сонцето, се хвачкавме и јас и моите другари во водите на Црна река. Денес, ретко кој би се решил да претрча до таму, да се изглади. Иначе, и порано ги немало базените, не дека кој знае што е, дека очигледно требаат, но дека може да се помини без нив и дека не треба многу да се актуализира тоа. А што мислите за оние кои што треба секојдневно да се односно да тренираат за да постигнуваат резултати? Еве вака, имало порано
и базени, како што слушам, секогаш имало кај да се плива. Добро, благодарам за споделеното. Еве можевме да слушаме од гледачот, смета дека и нема толкова неопходност од базени. Како да ќе потсетиме дека барем во 80-тите години постоеше летниот олимписки базен на Кале. Секако во 80-тите се изгради олимпискиот базен во центар, а го имавме и базенот Карпош. И се беше некако добро кога станува збор барем за базенот Карпош, кој што секако работеше и ги обскрбуваше потребите и на оние кои што тренираат, односно на пливачките клубови, но и на оние кои што секако дали од желба за рекреација или потреба за рехабилитација ги користеа услугите на базенот. Но од април ќе потсетам дека барем за главниот град базенот Карпош не функционира поради тоа што навистина се случи момент каде што покривот укажа на тоа дека е време за санирање. И се уште се санира, измина поприлично многу време. Ајде да продолжиме со вас. Добар ден. Добар ден. Па еве, кога ќе направите паралела некогаш и сега и базените во земјава, кој ќе биде вашиот одговор? Па еве конкретно за Битола каже човекот, за Црна река, тој од селата излеа таму некаде, не е битно. Меѓутоа не во самиот град има два базени од кои што едниот не е во функција. Бил наводно на Стрежево, на предпријатието Стрежево, па немал дозвола, па вака, па ни остана стари олимписки базен. Така го викаме олимписки. Нема врска тој со Олимпија, а во каква состојба е моментално? Така го викат. Така во каква состојба е моментално? Во каква состојба? Одат деца се капат, го полнат со вода, меѓутоа водата не ја менуват многу често. Не знам, едне со 2 години, не знам на колку е. Не можам точно да кажам, не јатам јас никогаш таму. Не сум бил никогаш таму. Меѓутоа, тој човекот што кажа дека рече го базените се ми беше мислата. Дека сите влади ветија базени. Да, точно е. Ветија базени, спортски терени, вако. Верували или не, сите направија базени. Ама во своите дворови не направија базени. Благодарам многу за одговорите во црвена линија. Еве, изоставив секако да потсетам и постоењето на војниот базен во рамки на главниот град. Како е во вашите места од каде што ни се јавувате? Дали се функционални базените со кои што располагате и дали сметате дека секоја една општина, град би било пожелно да има базен? Кога сме кај основните училишта, еве ќе потсетиме дека во Словенија е секојдневие основците да учат пливање во затворени базени со кои што располагаат. Во Шведска не може да се заврши основно образование без таа вештина. Така да возењето, велосипед и пливањето се вештини кои што горе-долу задолжително треба еден човек да ги има. Но уште поважно е се разбира да имаме можност, еве вака кога е исклучително топло, да имаме убави базени кои што ќе можеме да ги користиме со семејството, со пријателите, а особено се разбира базените се задолжителни кога станува збор за пливачките клубови, бидејќи ние навистина знаеме дека имаме и потенцијал и таленти, но за да се развива талентот потребно да има каде да се тренира редовно. Но како и да е, се добива впечаток дека никогаш повеќе базени беа во добра состојба и повеќе базени на располагање. Добар ден. Добар ден, Тина, ако сум јас на линија. Да, ве слушаме, повелете. Поздрав до тебе, јас така би рекла. Во моето време не само имаше хотел Белви, Белви имаше базен. Така. Значи плюс еден хотел, ова еден базен. После идем воениот базен, исто го користевме и тој. Па имавше после Треска, езерото, па имаше Сарај, што значи имавме голем избор ние. Јас сум 57 годиште, така да и Белви сме го користеле базенот, и воениот базен е користен,
и Сарај е користено. Сега од тоа што има? Воениот базен мислам дека е активен, Белвин не знам. Во дали е активен или не, Треска е Треска, Сарај е Сарај. Зошто? Затоа што ја не знам дали на луѓево не им се плива, а во секое во основно училиште или во средно, како ви што викаште, би требало да има. Само не знам тоа колку е изводливо. Затоа што ти на едно основно училиште, кај да погледнеш во руралните средини, имаат полски вециња децата, а не да имаат базен. Значи, далеку е тоа зад нас. Зошто е така, тоа е голема штета. И после ќе речат комунизмот, че не чинело ова, чинело она, чинело. Да, во комунизмот имаше кај да се избањаш. И кај сакавме, биравме да одевме. А овде сега па и Вардар го користеа, па и Треска кај кривината се користеше. Сега што да се користи? Што вика човекот, имаме реки. Ајде ка ми каже кои реки ги имаме. За да... Така, благодарам многу за споделеното и секако за одговорите во црвена линија. Продолжете да не гледате ве префрлам и на Facebook, пристигаат голем број на коментари, продолжете да пишувате. Еве како изгледаме таму. Прашањето е недостиг на базени, вечен проблем или приоритет за иднината? Атече Малек еве што напиша. Недостигот на базени, срам за една држава што се гордее со езерата и спортските традиции. Во Македонија со години се ветуваат затворени базени, но реалноста е разочарувачка. Од 14 започнати, само 2 се функционални. Тоа не е само инфраструктурен, туку и јавно, здравствен и образовен проблем. Децата растат без можност да научат да пливаат, да вежбаат и да се развиваат. Општините и државата мора да се одлучат. Ке продолжиме ли со празни ветувања и бетонски скелети или конечно базените ке станат приоритет, како што заслужува секој дете и секој граѓанин. Благодарам многу, господја Атеча Малик, продолжете понатаму да бидете активни, а доколку не гледате, секако продолжете и да не следите. Добар ден! Добар ден! Убав ден, во црвена линија сте. Од каде ни се јавувате, од кој дел од земјава? Друг гучи. Не е намален тонот на телевизорот? Друга пушти. Дали се слушаме? Добар ден. Ете. За жал се случи и ова, она што навистина секојдневно повеќе пати го повторуваме. Гледате како изгледа кога нема веднаш и целосно да се намали тонот на ТВ приемникот. Верувам дека гледачката, по тоа што слушнав беше гледачка, сега во моментот ме следи и секако ќе порачам повторно да го заврти нашиот број 023070005. Секако ќе ни биде драго да ги слушаме нејзините одговори, но прво што треба да се направи е да се намали целосно тонот на ТВ приемникот. Ако не го сторите тоа, како во случајот ќе имате чувство дека воопшто не сте вклучени во програма, а сте и со нетрпеливост не само јас, туку јавноста чека да ги слушне вашите одговори. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Како да, еве вест која што е објавена на 15 јуни, тоа значи од вчера е отворен и градскиот базен во Делчево. Она што е факт дека навистина, особено во летните периоди, сите граѓани, па се разбере дури и во неградските средини, зошто да не да имаат можност да уживаат во базени. Што се однесува до базените на отворено, ќе ми откриете вие како е, дали имате, како се санираат, се одржуваат, дали ги користите, но и за базените од затворен тип, кои што особено се важни, бидејќи може да се користат во текот на целата година. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете, ве слушаме. Од Куманово се јавуваме. Драго ни е, во Куманово се подготвува отворениот базен, ако не се лажам. Во Куманово за време на Југославија си имаше и градски базен, имаше и ловачки базен, имаше се и се што. Сега веќе нема ништо како. Имаше информација дека се подготвува нели оној летен отворен базен за граѓаните на Куманово. Го имаше пред некоја година исто така до затворениот тука летен базен, али не е тоа како што беше едно време. Така. Градски базен Куманово имаше, ловачки базен имаше кај да се води, имаше се.
Добро, зошто еве според вас во 21 век ние зборуваме за непостоење на базени и нефункционалност нивна? Па нема кој да организира тие работи, нема. И толку од Куманово се уваме ви кажувам како беше. Еве би сакале да слушнеме младината која што сака, еве и децата кои што треба да научат пливање, да речеме каде го прават тоа? Па го права, имаше затворен базен во Куманово, сега не сум во ток дали работи уште таа и школа имаше за пливање. Не сум во тек дали работи уште тоа, дали не, али не е како што беше порано, да имаше кај да се отиде, да имаше кај да се бира, да се отиде на еден, на друг базен и се така, али сега е веќе тоа замрено. Благодарам многу за тоа што се јавивте и еве споделивте со гледачите на Црвена линија. Поздрав до сите оние кои што не следат во моментот од Куманово. А ние продолжуваме секако со вас, така да еве од прва рака граѓаните можат да споделат, да ни кажат прво дали еве имате желба и сметате дека вие би биле први кои што и како би уживале во користењето на базените, доколку ги има и доколку се функционални и се одржуваат. Добар ден. Ало? Добар ден. Добар ден, убав ден, Тина. Убав ден и вам. Така да ти кажам сега, јас кречам дома како би ми дошло еден добар базен, сега немаш представа. Како оди да прашаме? Па не е лошо за сега, ќе биде. А што сакам да кажам? Значи, нели имаше едно езерце онамо во Сарај, тоа беше ѓубриште, што да ви кажам. Значи, тоа треба да се одржува. Сега волат да има еден базен. Имаше негде еден базен тамо на кај паркот, ништо и од тоа. Водата влегува и со панталони, и со кошули, пијани, трезни и секакви. Значи, прво треба да имаме една култура за ваква работа, па после се друго. Нели имаше едни тушеви покрај Вардар, таму ги направија во времето на Груевски, тоа ништо не се одржуваше. Значи, за да имаме базени, убаво е, и на отворено, и ете, со плаќање, кој знае која цена ќе биде тоа како прво. Значи, треба прво тоа да има добро одржување. Второ, треба да има некако, што беше кочано, јас се извинувам што го спомнувам, меѓутоа да се влегува таму и кој сака и кој не сака, и кој може и кој не може, и да има некоја соодветна цена која што може секој да си ја приушти, нели? Така да подобро е кадата него базени за нас, ние не сме достојни за ваква работа се уште. Ви благодарам и го сакувам убав ден. Секако и ние ви велиме големо благодарам, бидејќи на што работите во моментот во домот, а тоа е нели варосување, односно кречење, како што кажавте, е работа која што го одзима времето, но секогаш одвојувате време да бидете дел од Црвена линија и исклучително ни е драго. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Во Црвена линија сте, од каде ни се јавувате? Од Скопје. Од Скопје, еве, кога сме кај базените, кој е вашиот коментар во однос на употребата и одржувањето? Вака сега. Јас тачно живеам на Кале, до кај што ни е стариот базен што беше тука долу така, олимпискиот летен базен на Кале. Олимпискиот летен базен и за жал што така е запустено. Сега една друга работа, едно големо незадоволство, првенствено. Од овие базени, тие што работат базени, ромите воопшто не ги примаат на ниеден базен, на никој базен во државата. И тоа имаме свежи примери сега по социјалните мрежи, имате некои клипови таму што го покажуваат и докажуваат тоа. Јас мислам дека некој треба да преземе некои мерки со ова. И тие базени што ги имаме, фактички не можеме ние ромите да ги искористиме по овие горештини. Ниту децата ние наши да ги релаксираме. Затоа ќе ве молам многу убава е темата, погодена тема, која што треба, тачно сега на почетокот на сезоната, треба да се преземат некои мерки. Ете, ги нема, недостигна базени има. А и тие што ги има, не можеме да ги користиме. Еве да не откриете зошто не можат. Забрана имате? Првото нивно образложение, немате пропусници,
Немате пропусници, во ред. Благодарам многу за споделеното и драго ни е што не следите и секако што се вклучувате активно во ова издание на Црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Добар ден. Убав ден, па еве, од каде ни се јавувате? Јавувам се од Пробиштип. Пробиштип има базен во рамки на основното училиште Никола Карев. Така или Има не? ту Никола Карев, ама затворен базен. Така. Слушајме се. На времето имаме олимписки базен. Не знам точно димензијата, ама мислам дека беше 50 на 20 метра. И тамо како мали идејамо и не учат да пливам. Сега дојде газа, направи го аквапарк. И малите деца ги пуштат по тие тобогани овамо нам, децата за тоа не знаат да пливат. На времето, ќе те одведат постари другари, па ќе те фрлат у базенто, секал не секал, ќе пливаш. Сега можда е ово подобро за младите, ама за пливање тешка работа. Добре, еве, дали реагираат од општината, дали граѓаните од Пробиштип, еве, сте покажале иницијатива, сте му кажале дека имате неопходност од базен кој што ќе се користи за пливање? Па дали се слуша? Нема, слушаме. Порно е како у денешно време, да даде студенара, ќе дадеш студенара, ти го одведеш дето, ќе го учиш да плива. Благодарам многу за вклучувањето и секако за споделеното. Ние продолжуваме понатаму со вас, ве префрлам и онаму каде што навистина имаме поприлично коментари. Драго ни е, продолжете да пишувате, а ние ќе продолжиме со нивно читање. На прашањето недостиг на базени вечен проблем или приоритет за иднината, Славица Милевска го напиша следното. Имавме изградено прекрасно езеро Треска со народни пари, само придонес, кој беше рекреативно катче за сите генерации. Без референдум го уништија, распродадоа, профитираа поединци, а најмногу изгуби обичниот граѓанин кој не може да си дозволи ни излет до Охрид, ниту пак до Струга. Кога сме кај езерото Треска, секако ќе напоменеме дека годините наназад постојано се даваше, нели, се укажуваше на тоа дека ќе има нова шанса да заживее езерото Треска. Така да денеска се уште езерото Треска навистина изгледа жалосно. Таква и состојбата и со базените како што е базенот во Македонска Каменица. Па ајде да видиме, еве, според вас во Делчево е пуштен активен летен базен. Според вас дали треба секоја општина, секој град да има функционален базен во кој што граѓаните и ќе пливаат, ќе се рекреираат, но меѓу другото еве во летниот период ќе може секако и да се оладат и освежат и да имаат квалитетно поминато време со своите најблиски. Добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден, повелете. Благодарам. Вака, прво, ова е добро каква акција. Треба да има во секоја школа базен, меѓутоа ја не знам дали има доволно деца да ги посетуваат тие базени, дали сите школи кога се градени со програм, план, да има и базен во тоа училиште, но еве и за тоа има решение. Две непосредно блиски училишта, да речем најблиско, може да направат еден заеднички базен. Значи, тоа е потреба и треба да го има. Меѓутоа, да речем, во градовите треба да има базени на отворено, кога летно време нема грејење, нема ништо, треба да има и надвор, може да се користат и тие базени, што се вели и за децата да ги учат тренери по пливање. Значи, меѓутоа, сето тоа, ние се вака сега на оваа емисија ќе кажеме треба, не треба, има, нема, и на крај ќе заврши со оваа дискусија што ќе имаме сега. Јас ќе кажам за мојот Охрид. Нема потреба ни базени никакви. Ние го имаме базенот езерото, имаме базен на отворено, имаме базени по хотелите, не сите. Речеме, во училиштата, ја колку сеќам, ми се чини дека нема во ниедно училиште, што е значи минус за градот, за градоначалникот
и за сите оние кои што се грижат за добро школство, добро здравство, зашто пливањето е еден вид здравје. Ако тоа го почитуваме, ќе имаме здрави деца. Така, благодарам многу. Еве, убаво е што да речеме кога имаме гледачи од Охрид или од Струга или од градовите кои што излегуваат на вода, секако тука постојат многу можности да се ужива во пливање и да се совлада оваа вештина, да се рекреирате. Но што е со останатите кои што секако се во градски, па дури и во рурални средини? Дали сметате дека секоја општина и град треба да има функционален, квалитетен базен кој што ќе може да го користат граѓаните, но и младите, но и децата, но и оние кои што можеби еве ќе се влюбат во пливањето, па ќе станат квалитетни, успешни репрезентативци, односно пливачи кои што еве ќе ги гледаме на олимпијадите. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во црвена линија сте. Се јавувам од меката на Македонија, од Охрид. Од Охрид. За жал, пак ќе повторам, не се сложувам со претходниот гледач, бидејќи во Охрид и преку зима треба да има базени, а не по хотелите. Хотелите се собственост на хотелите. Се почна базен да се гради веќе 14 години, 11, 12 години, колку години. Затворен базен. Сите маратонци Македонија кои што уште во Југославија ги представуваа нашите македонски, охридски пливачи. Да еден базен, страмота и голем страм, не само за Охрид, него страм е за цела Македонија, да не можеме да направиме еден базен, кој што тој базен ќе служи за сите, значи за сите, за млади, за стари, за секаков вид. Значи да се научат децата да спортуваат. Немаме никаков спорт, секаков спорт е изумрен. Државата не се грижи за младите и после се чудиме зашто младите бегаат. Па ќе бегаат, нема што да прават. Каде ќе одат? По кафичи, полни кафичи, само се дрогираат, пушаат, а немаат пари, се жалат, пари нема. А да се отворени базените, како што беа и на времето, кај што имаше по хотелија, кај што беше отворен базен, на зима се одеше, можеше да се влезе со ледница. Еве, под кој изговор сите овие 12 години се гради овој затворен базен и никако да се изгради? Што велат надлежните? Какви надлежни? Никој со опашот не мрда, секој гледа само джепо да го на... Така, благодарам многу. Драго ми, еве, гледате, дури и од Охрид имаме гледачи кои што, иако постоењето на езерото е предност во однос на тоа што секако пливањето е многу полесно да се совлада, научи, да се ужива во пливањето кога излегувате на езеро. Но во зимскиот период секако тоа треба да продолжи, односно пливањето треба и пожелно е според дури и експертите како спорт кој што навистина не случајно го препорачуваат при рехабилитации, затоа што навистина има огромни бенефити за здравјето и за општата состојба на човекот. А да не зборуваме за можноста да направиме можност децата што поскоро да научат правилно, убаво да пливаат, вештина која што е неминовна за целиот живот и уште поважно да се влюбат во пливањето, па да ни станат гордост која што ќе постигнува врвни резултати. Но за тоа треба базени, за тоа треба редовни тренинзи. Ако нема каде, тоа не е возможно. Добар ден. Здраво. Здраво. Па види вака, што се однесе до базени, има и сега и под приватна капа. А и тие што беа поддржана капа ги упропастија газите што ги добија. Значи, наместо да ги државаат, ги уништија. Еве, да речеме, ја како помлад идевме под Кале, Сарај, војниот базен што беше во аеродром и после тоа идевме го отворија кај овој на Штирија однако хотелот, овој кај Карпаш базенот затворен. Па овој кај центар тука го отворија Олимпискиот, али многу скапо бе господја. Многу скапо со деца да отидеш таму и банкротира. Плюс не ти дозволяваат ни вода, ни храна, ни што да влезеш внатре, тоа се треба да платиш. И кога ќе видиш налети бањање, налети све, цел ден денеска треба гладен да бидеш, а или па да платиш скупа храна и тоа некоја суба храна таму, сендвичи, некои биршни, мишни, гевреци, мевреци. И тоа скапо наплатени.
Така да нема еднина од тоа и затоа и народ и бега. Значи, секаде кај што се сега и приват, бидејќи нема државно, све што е под приватна капа, све е оген скапо. И затоа не идат народ, па не иде, како ќе иде, си му наплатил скапа влезница, скапа храна, не смеш да носиш. Ајде, поздрав, пријатно. Благодарам многу за учеството и за одговорите. Останете со нас. Одиме повторно на Facebook. Продолжуваме со коментарот на господинот Борчо Иванов. Напишал: пожелно е да се направи проверка меѓу политичарите колку знаат да пливаат во вода, а не таму каде најдобро пливаат, меѓу еврата, доларите, фунтите. Благодарам господине Борчо за учеството, за коментарот. Продолжуваме со вас во живо. Добар ден. Ало. Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден. Од каде ни се јавувате? Од Скопје. Од главниот град. Еве, во однос на отворените, затворените базени, кој е вашиот коментар? Функционираат ли? Вака, и јас ја гледам емисијата и апсолутно се согласувам со коментарите на гледачите, вашите коментари. Она што сакам да го кажам е дека базените не може да бидат и за рекреативци, и за спортисти, значи за да се спортува, пливање, бара долго присуство на базенот и тоа едно со едно како комбинација, рекреативно и вистинско спортување не е возможно. За жал, ние имаме само еден базен, па во моментов имаме само еден базен кој што е активен, бидејќи Борис Трајковски е затворен поради реконструкција. Морам да кажам и јавноста да биде запознаена дека децата кои што спортуваат и кои што се спремаат за големи меѓународни надпреварувања, дали се европски, светски, дали се спремаат за неколку години повторно ќе биде или Олимпијадата, значи пливаат во услови како за рекреативци, плаќаме огромни суми за влезници и тоа е... Големо благодарам. Предпоставувам дека директно сте инволвирани на начин, предпоставувам преку вашите деца кои што се вклучени во овие тренинзи, бидејќи ја владеете оваа проблематика. Ке потсетам дека едно јавување, време траењето е 90 секунди, ќе ви се заблагодарам и секако што поскоро ќе ве очекувам да се вклучите повторно во црвена линија за нови 90 секунди, за да се доискажете, надополните, бидејќи навистина, доколку ова важи и за останатите, доколку и како родители или како корисници директно сте инволвирани во проблематиката околу користењето, особено на затворените базени, дека ето од гледачката слушнавме дека може би најголема грешка е кога оние кои што тренираат, се подготвуваат, фокусот е во однос на постигнување резултати, бидејќи им престојат меѓународни домашни надпревари, не треба да ги користат паралелно со рекреативците, дека треба да постојат различни базени во однос на тоа. Ама времето си го прави своето, така да сега е време да ги погледнеме рекламите, а по рекламите секако ќе следува и соопштување на резултатите од Инстаграм анкетата. Да погледнеме сега како одговорија оние кои што не следат на Инстаграм. Ако не следите, секако заследете не. Профилот е Црвена линија и профилот на Телма телевизија. На денешната анкета, конкретно на прашањето би поддржале ли изградба на базен во вашето училиште или населба, со да одговорија 56% и со не државата треба да гради, одговорија 44%. Почитувани, големо благодарам за ова денешно издание на Црвена линија. Верувам дека следниот пат, кога ќе говориме за тема затворени базени, постоење на базени, дека навистина ќе говориме за тоа колку имаме можност да користиме и да уживаме во пливањето. А што се однесува до утре, ве канам секако новото издание на Црвена линија ќе има нов предизвик до сите вас, тема која што секако не засега нас граѓаните.
За се што ве интересира, целосно информирани и квалитетно, се подразбира telma.com.mk, тоа е она што треба да кликнете и да останете со Телма телевизија, бидејќи она што следува е да се кажеме со Горан Петревски.